Шо сторе, вие осетливи човек. Па до сега едно 200 милиони пати имам снимано видео пример за жени. И од 200 милиони пати дали 2 пати си има најдено некој чупе со мувата на капата да има речено така не си во право. Ја утна работата. Ни 2 пати не сема добро. Јарно ма зато снимав едно за камионџитито, не за сите камионџи. Кажавме таму за кој, за тие што лошо возат, што не почитуваат правила и така натаму. Земањевате сите лютење автоматски. Уствари вие мене ми направивте кој те праша. Деве кој ме прашва мене шо е поентата? Не е битно дали ја свативме, битно љути сме ние, така? Ами земи преслушај го видеото, море. Уште на почеток кажува, со чест на исклучоци. Значи има луѓе што си возат како што треба. И бога ми имаш и такви што коментираат што си возат како што треба, што ги почитуваат правилата, и што се согласија со муабето, пошто и нив му смета непочитување на правилата. На цел сообраќај му смета. Исто како што смета непочитување на правилата од возилата обични, од колите, од моторите. И за нив многу пати имаме зборано, ама тогаш не ве болел забо, сега гледам некако мувата на капата се погоди, а? И знаеш што е најако во цела приказна? И што баш со вашето коментирање ја докажувате поентата што ја правам на целосното видео на YouTube ако го изгледате. Затоа што исто како со односот на добри и лоши коментари на видеото, ист таков е со односот и на добри и лоши возачи во сообраќај. Пошто 90% нити сакат да ја сватат поентата. Значи се спомна зборо камионџија и одма мана во егото негде. И натаму не е битно ни што збор, може и да сум во право, не е битно. Битно како сум смеел јас зборо камионџија да го речи. Извинете ви се молам. И наместо да се седни да се ислуша, да се свати поентата, тие одма земаме дефанзива и одма одиме контрава. Кој е овај да кажва? Ела прво влези в камион. Тоа беше едно од најчестите реплики. Прво влези в камион да виш како е, па после кажува. Батуле, па го немам можда полојна век в камион поминато. Тоа добро, нашиот камион може не е голем, може е камионче. Ама зато камионите на стриковците се камиони. И то камиони кои што треба, која клима, која кочници нема клима. Уствари во веку имам толку многу камиони товарено и растоварено што немам видео снимено толку. Така што теоријата дека јас сум некој што нема врска од приказната и се најдов тука без работа и коментирам не ви држи, пошто едноставно не е така. Друга исто многу популарна реплика беше: да не се камионите, ке нема лепот кај да јајте, ке немате хартија за заднико бришење со проштење. И добро, тоа е факт, то никој не го негира. Јас во ниеден момент не реков дека не чини да си камионџи. Нити реков нешто лошо за професијата, нити реков нешто лошо за добрите возачи. Напротив, ги пофаливме во видеото, ако го изгледате цело, ќе видите, мислам. Знам дека џабе зборам, ама да си кажеме. Нити рековме дека се небитни во сообраќај, нормално дека сетото си стои. Значи технички сте ја љуфнале поентата со коментар. Ако си ти добар возач, значи не зборам за тебе, така? Арно, ама очигледно во право сум бил ко сум рекол дека 90% не возат по пропис. Пошто ако возеле во пропис, немало да ги навреди муавет за луѓе што не возат по пропис, така? Логично е мислам. После исто така имаше реплики од типот: не знаеш ти шо е товарен камион претоварен со неубај кочници, тој камион особено на удолница не сме да вози брзо. А кој рече нешто за возење брзо? Каде во видеото јас реков или инсистирав да камионите возат брзо? Баш напротив, знам многу убаво шо е претоварен камион. Не товарен, претоварен, клекна. Тој во никој случај не сме да вози брзо. Ама пак ќе речам, не беше то поентата на муабет. Поентата на муабето беше: ако видиш дека товарно возило вози пред тебе бавно, треба ти да држиш растојание и да возиш исто бавно. Или ако имаш можност, треба да го поминиш и да го остеш сообраќајот да диш, а не да се редите еден зад друг 200 души. Па имаш и такви сурати, кај мало закон против возење еден зад друг. Ами не знаме, прочитај ти законите. Сам пример велим. Немој се ова да ви дојди како домашно, пошто не знам сега како, ама ние ко полагавме за возачки, то си го пишеше таму дека не сме, дека мора да има растојание. Дури на крајот на денот и да не постои закон, макар што постои. Ама и да нема, треба да си доволно човек и да си свесен дека сообраќајот треба да диши. И то не значи во ниеден момент како што имаше коментари што да не треба да застанвам јас за да возат колите. Не треба бе, ба. Зошто да застанваш ти си дел од сообраќајот, така? Ти треба да си тераш толку колку што треба да си тера. И треба да држиш растојание толку колку што треба да држиш растојание. Да во случај некој да треба да помине, да има простор да помине. Пошто ако се наредите еден зад друг, нема никој да помине никаде и тоа е. Ето беше поентата на цел муабет. Арно, ама кој да свати? Ствари не, то се сваќа лесно. Муабето е кој те праша, така? Па после имаше коментари: не се криви возачите што нема патишта, треба патишта да има. Треба, дефинитивно треба да има патишта кој што треба. Немаме патишта кој што треба, тоа е факт. Ама пак ја љуфнавме поентата, никој не рече ништо за патиштата. Не битно какви се патиштата, битно е дека треба да има култура во сообраќај. Точка. Тоа го правевме муабет. И нормално дека на некоја ваква делница нема претица. Нити па рековме дека мора да се претицва како некои луѓе што се запнеа таму во коментари. Ништо не мора. Арно, ама правилата се направени за во случај да треба, да мора или да
има некој што стварно нема трпение, кој ќе има прилика да му се отвори, да може да помини, да течи приказна. Пошто ако некој камион е претоварен и вози со 20 на сат на удолница, што се случува? Тоа е, нема бегање од тие работи. Него може и другите камиони ќе го претицат. Ама за да се случи тоа, треба да има простор, така. Еден запна да ми објаснува, не знам математиката од кај извади. Се надевам дека не го клават негде да плаќа со пари да работи, пошто многу добра математика изваде, брат. Рече, ако еден камион вози напред 70, јас ако возам зад него на 50 метри или на 100 метри, ќе возам 30. Другиот зад мене 20. Како може мора? Кај ја изваде таа бистра математика, кажи? Значи ако некој вози 70 и ти си зад него на 100 метри, возиш исто со него, значи двајцата возите 70, не можеш ти 30 да возиш. Сами ние во музичко не учевме математика, не дека аз нешто многу голем математичар сум. А не можеш ова да го люфниш, бе. Па имаше некој што објаснува, невозможно е да не се залепиш за него. Како може да е невозможно? Досадно да, тешко да возиш 100 метри поназад со 20 за да има простор да дишат колите. Да, тешко. Не викам не. И ти ако можеш да го поминиш, ќе го поминиш секак. Ама ако не можеш ти да го поминиш, и ако ти застаниш зад него и друг камион застани зад тебе и се наредите 5-6 души, зад вас ќе се наредат уште 200 души и тогаш никој нема да помини. И сега знам дека и наето е голема работа во Македонија. Ама сообраќајот треба да е еднаков за сите. Пример, ако не можам јас да поминам негде, ако на пример ко возев со спаркчето, мало количе, не можеш кузне колку да земи сега ти на угорница претицваш, толку оди. И сега ако јас знам дека не можам да го претицам тој што е пред мене, дека немам полет, ако има уште една лента, тоа сигурно нема на левата возам, ќе си возам десно. Ако е една лента, ќе си држам растојание, за ако има некој што е поврз и што мора да помини или сака да помини, да може да помини. Е тежок концепт за сваќање. Само како што и наето, така и егото е голема работа во Македонија. И не дека е тешко се свати поентата, само полесно е да влезиш контра, се навредив, се налютив и готово. Шубо така кажи. Најубаво е кога ќе се друго криво, така. Демек јас може грешно возам, ти можеш си во право, ама кој си ти да збораш, така. И ќе барам изговори, патиштата не чинат, ама ти колите да видиш шопрат, моторите шопрат. Ти реков, ми рече, јас веројатно немате видено, ама за сите ти имам зборано претходно. Досега немав зборано за камионџите, пошто ајде најтешка работа од тие возачките. Има еден тон професионалци што лично ги познам, што знам дека возат како што треба и така натам. Ај оден на почит да не биде, ама ова што се дешава по патиштата во последно стварно нема смисла. Никој не рече дека само камионџите не чинат. Ама сега правиме муабет за специфична ситуација што се случува на секое патување, патуваме секој ден. И на крајот на денот како можеше бе добар процент од возачите што работат професијата да го сватат муабетот и да бидат културни во коментарите, или па да не се согласват, ама па да бидат културни во коментарите и да се објасниме и да се насмееме и кака ракикирисите марифети, а останатите 80-90% не можело, одма ти е навредени, одма со вредење ќе маваме, така? Па знаеш како? Ако муабет очигледно наменет за лоши возачи, не за сите, не за добрите, туку само за лошите возачи, те има повредено тебе внатрешно, тогаш шо знаеш, може па за тебе зборам. Не можеш да знаеш. Може да точно в центар сум погодил со муабет. На крајот на денот, моето искуство е такво. Твоето може да не. Може да се сложиш, може да не се сложиш, не е битно, луѓе сме. Мислам ако ти чини арно, ако не, знаеш како? Кој те праша? Така, а па особено кој ги праша овие што се силат, што мислат дека сега ако ќе ми речат нешто и ќе ми се стресат врвците од патигите. Пошто имаш и такви коментари. Оди ова кажи го пред камионџите да виж дали жив ќе излези. Тоа беше покана или закан? Не, чисто информативно прашува. Ти пак ќе речем, не е проблем. Ќе земам камерата, ќе одам ќе застанам, не знам кај стоат камионџите, ама ќе одам, не е проблем. Ќе ја пуштиме камерата, ќе си го направиме муабет. А бога ми имаш и такви коментари од типа, абе не си тепан зато збораш. Точно вато, не сум. И се прашувам зошто? Тоа е обично кога ќе немаш аргумент, одма се оди насила во приказна. Оти ако се седне, ако се направи муабето како што треба, и ако се свати поентата како што треба, можда ќе може и да се реши работата со некој муабет. Арно, тие се тие инстинктивни потези. Кога ќе не знаеш нешто, насилава. Сега до душа може да и насила се решават работите, не може да знаеш. А поентата е дека треба знаеме поарно, пошто 21 век сме, така. За пример вели. Ако не знаеме, никому ништо. Кој сака на муабет бујру? Само имајте една работа во предвид. Јас сум веројатно единствениот човек што воопшто ви има спомнато и на телевизија и на социјални медиуми и сегде. И дека покрај овие муабети може да се отворат еден тон други прашања на кои му треба решавање дефинитивно. Мислам пример вели. Ако се разбираме, ако не се разбираме, сме здрави живи, тука сме. Што треба не е проблем. Мислам дека доста е за денес. Да ти кажем право, не е ни дека планира воопшто зборам на темата, ама сега кога веќе ве годам во центарот, ќе направиме уште една епизода за камионџи. Само прво да видиме ова епизода како ќе помини за да знаеме таја кај да тераме, така? Така. Толку од мене за денес. Бидете поздравени и имајте убав ден.